само дел од поддршката, заради простата причина што не сакавме да ја правиме уште поголема, да има уште повеќе поддршка и да прерасне во нешто друго, па дури и да се исполитизира сето ова. Ова е мојот прекрасен тим кој што чуда велам прави, кој што работи 24/7, а не спие начело со мене. Овде се некои од нашите пациенти на кои што се направени многу големи операции и многу други се јавија, пациенти, колеги, пензионирани доктори, пензионери, околу 1300 сакаат да дојдат, рековме да не доаѓате. Значи, конечно мора да победи во оваа држава правдината. Не сакаме да се работи политика, сакаме конечно да се работи само за професионалност, за она што го работиме 24/7, за она што се жртвуваме за оваа земја, сите заедно, целата оваа екипа. Кога давам изјави не читам. Јас обично кога предавам студенти не читам, но јас би сакал неколку збора да прочитам кои што ми се сугерирани од моите колеги кои што заедно ги напишавме. Инаку, во 35 годишното свое работење јас немам ниту еден ден боледување земено. Минатата недела имав такви притисоци што морав да се тргнам малку и да земам боледување кое што денеска го прекинав токму заради ова. Какви притисоци само што да не кажете? Имав притисоци дека сум направил грешка, дека грешката е во самиот протокол при еден прекрасен ивент што го одржавме минатата недела во саботата, кога отворивме нова хибридна сала, единствена во регионот, кога го пуштивме во употреба центримагот, апарат за срцево-белодрвна поддршка кој што одржува во живот човек кој што нема срце, нема бели дробови или нема ниту срце ниту бели дробови 3 месеци, се додека не му најдеме орган за трансплантација. Имавме прекрасен ивент, ги повикавме сите, меѓутоа се случи што се случи. Сега сакам да прочитам. Што се случи? Се случи тоа да беа уредно поканети сите, едноставно министерот за здравство не дојде, сметајќи дека нешто касно е дадена поканата, дека порано е дадена на премиерот. Јас не можев тука да се мешам, тоа е влада, они решаваат помеѓу себе и на крајот јас се најдов некаде во средината, за да на крајот испаднам жртва, не испаднам само јас жртва, испадне жртва кардиохирургијата, не кардиохирургијата. Се што се прави ново, се што се прави модерно, ова ултрамодерна клиника, не тоа. Даваме лоша лекција на сите млади после нас. Еве сега ќе прочитам. Најнапред сакам да изразам мојата и нашата благодарност за вашето присуство во овој број и за тоа што така брзо одговоривте на нашиот апел. Мое и наше мислење е дека вие со вашето известување и новинарската мисла сте единствени во Европската унија од сите нас. Почитувани сограѓани, во нашава земја само успехот не се простува. Каква порака ние ќе оставиме до младите генерации? Овој тим е 24/7 на клиника, да знаете. Универзитетската клиника за државна кардиохирургија под моје водство, заедно со овој едуциран, мотивиран, пожртвуван и мултиетнички тим, во последните 8 години создаде ултрамодерна клиника која ги работи сите можни процедури во кардиохирургијата и пошироко и кои се работат во најреномираните светски клиники, од операции на бајпас, без машина, за листоци, замени, пластики, хирургија на аорта, лак на аорта, отворени хибридни процедури, хирургија на аритмија, имплантација на механички срце, трансплантации и многу други. Создадовме изморедна, најопремена единица за интензивна нега, специјализација по кардиохирургија, специјалисти, докторанти, реализирани усовршувања во регионот и по светот и излечивме многу најтешки пациенти. За 8 години од проект израставме во водечки регионален центар, може да проверите, кој издаде трудови, привлече европски проекти, реализира специјализации, размени, симпозиуми, конгреси, формира ново здружение и направи многу други работи. Сега за награда, дали од каприц, дали од некоја скриена сугестија, добиваме смена на менеджментот на клиниката, тоест моје разрешување. Покажуваме одличен пример на младите генерации, дека ако се учи, создава, оперира 24/7, ако се сака земјата, ако се биде бескрајно пожртвуван за пациентите, ако се опреми клиниката како најмодерните светски клиники, не чини, туку треба да ја напуштиме ли клиниката и земјата, или да не се прави сето тоа. Ако сето ова се прави и се има магистериум, докторат, 3 специјализации, титули за редовен доживотен професор, се оперира, се едуцира, се воведува се што е најново, значи ли дека се спие? Не знам, да видиме. Ова позади е пример за вистински мултиетнички колектив. Во животот постојат два начина на однесување. Или да се работи, создава, учи и оди напред, или да се гази по сето тоа. Го повикуваме уште еднаш Министерството за здравство, министерот и владата да ја преиспитаат одлуката за разрешување. Цврсто стоиме на ставот дека тимот кој победува не се менува. Да ја оставиме политиката на страна.
еднаш во оваа наша напатена земја да ја оставиме политиката на страна и да ги оставиме професионалците да си ја вршат својата работа. Успесите на оваа клиника се успеси на сите нас, на државата и токму на Министерството за здравство. Разговарајте со фондот колку средства заштедивме со тоа што оперираме се што е можно во нашата субспецијалност. Сметаме дека за вакви ситни пропусти, ете нека се и наши, не треба да има разрешувања. Сметаме дека најискусните луѓе треба да ги водат клиниките. На оваа клиника нема работно време. На оваа клиника се работи 24/7. Некој не се откуцал, беше апаратот во последниот месец расипан, никако да го поправиме. Некој не се откуцал. Ами ако се откуцуваат сите колку што работат, јас не ќе можам да ги платам. Јас не можам да ги платам овие луѓе, тие се постојано на работа. А сега за тоа не критикуваат, нели? Или за 2 дежурства што јас сум покрил, не сме имале дозвол. Па како нема, кога прво јас ги покривам сите и оние најискусните меѓу нас, а второ морам да пополнам дупки, тие луѓе мора да отидат на одмор. Морам некогаш јас да дежурам, како и сите директори во клиничкиот кампус. Решението е навистина навреда за здравиот разум на сите нас. Во решението стои дека за 2022 година има исплатни листи за дежурства, а дежурството не го одобрил министерот за здравство. Замислете, доаѓа некој со хитна потреба на клиниката да му рече портирот, извинете, немаме согласност од министерот, дојдете утре. Значи, само тоа е причината, само дежурството. Вчера слушнавме на телевизија дека кој знае какви злоупотреби имало од страна на професорот Јовев. Значи, единствена причина е дежурство. Јас, еве, како правник поставувам прашање, како може оваа клиника да нема дежурство? Не може, значи злоупотреба од министерот ако не дал согласност да има да се организира дежурството. Така да апсолутно нема никаква причина за разрешувањето и ово далеку се гледа дека нема повреда, него е друго нешто во позадина. Зошто никаш не го разрешил Беким Сали, пошто 2022 Па не тоа јас не беше знам, Фатмир тоа. Меджидов? Така е, и јас се Дали ќе прашувам. поведете постапка? Да, во секој случај тужба ќе следи. Ова не може да помине вака и јас имам еден вака некако адвокат како човек апел до колегите на професорот Јовев, до лекарите и до директорите, ако не се обединат и ако не се спасат сега, втора шанса нема да има. Благодарам. Професоре, во вашето обраќање ја спомнеа, освен Министерството, ја повикавте и државата да го разгледа овој случај. Дали може би разговаравте со некој од владата, затоа што кажавте дека пред неколку дена и премиерот бил да види какви достигнувања имало на вашата клиника. Дали може би разговаравте со заменик министерот за здравје Маја Мануле? Јас сметам дека не сум жртва на политички реваншизам, но ова веќе преоѓа и може да приде во такво нешто. Зошто? Иницијалната каписла воопшто не е политика. Иницијалната каписла може да е некоја суета, некоја недоразбирање, апсолутно. Како таа оди нагоре и како сакаат да жртвуваат некој што направил нешто во овој живот и за оваа држава и кој што јас 25 години се трудев да отворам кардиохирургија. Многу генерации наназад моите ја создава оваа држава. Ние имаме портфолио честно и интелектуално и не може да си играте вие играчки со такви луѓе, разбирате. Сега не почна воопшто политички. Како екзацербира, нели, веќе може да има некој беспотребен за мене политички пазар.